Од никого не слушнав како ќе ги вратиме долговите. Ние сме презадолжена држава. Мене ми е страв дека ние идеме на кај банкрот држава. Како да се состави ефикасен и рационален владин кабинет? Па ние имаме африканска влада. Ние имаме 16 ресора, 16 министерства, имаме многу министри кои што се без ресор, имаме подпредседатели на влада кои што секаде во светот еден е подпредседател на влада. Во Хрватска така што во просек постапка се води 2 години. Тоа во однос на казнена постапка со сите нишани. Колку инфлацијата ги јаде платите? Поголема продуктивност да се вградат или да се вкалкулираат во цените на крајните производи и услуги. Заради тоа и не постои опасност за одвртување на така наречената спирала плати-цени. Да имате мир, значи не едноставно да се чувствувате смирено и спокојно. Тоа значи да бидете во мир со останатите. Следите Трилинг на 8 мај гласање. После овие избори ништо нема да биде исто и не би требало. И во финишот од изборите поединци и екипи договараат кој кого ќе поддржи, особено околу формирањето на идната владина коалиција. Ова издание на Трилинг соговорник ќе биде универзитетскиот професор Борче Давидковски. Професор Давидковски, на стартот што и пресуди на коалицијата за европска иднина за во првиот круг од претседателските избори да доживее таков дебакл? Па има неколку фактори што допринесува за тоа. Прво, они се бореа, условно речено, формално правно само за европска иднина, но ниедна реформа за приспособување на нашата држава кон европските стандарди, кон копенхагишките принципи не направи. Освен папирологијата, што нешто се направи, протоколите, нешто, папирологијата. И цело време си идеше уставот, па потоа ќе правиме реформи. Реформите не ги правиме за Европа, ние ги правиме за нашите граѓани. Нашите граѓани требаше бенефит да почувствуваат од 2017 она нема правда, нема мир, и тоа требаше поготово јавната администрација, правосудството да се расчисти со криминалот и корупцијата, но еве како што се виде се дојде до максимум. Тоа е едно. И второ, СДС е урбана партија. Пред се. Партија која што е граѓанско-либерална партија, која што воглавном го собира кремот од урбаните средини, особено во Скопје, Битола, поголемите градови. Мислам дека веќе СДС го губи тој карактер на урбана политичка партија, за разлика од нив, па ВМРО веќе почна да поприма карактер на исто така на урбана партија. Веројатно сега клучното прашање е каква владина коалиција ќе биде скроена? Видете, јас у настапиве едно ме плаши. Ја не слушнав ниедна, нити опозицијата, нити позицијава. Сите со полна уста толку ќе биде минимална плата, просечна плата 1000 евра и така натака ќе градиме овака. Од никого не слушнав како ќе ги вратиме долговите. Ние сме презадолжена држава. Мене ми е страв дека ние идеме на кај банкрот држава и да не биде, како што Сириза не може да се врати во Грција, бидејќи радикални Ципрас мерки преземе, пензиите од 1050 евра ги сведе на 500 евра просечна пензија, им скрати 13-та пензија, 13-та плата и 300 додаточи што. Директно утре долговите граѓаните на Македонија ќе ги плаќаат. Најповеќе ќе ги платат, ќе се остатат на пензионерите, ќе се скратат пензиите и вработените во јавен сектор. Ние немаме пристаништа, острови, нема што да продадеме. Едно ЕСМ го имаме со стари хидроцентрали и термоцентрали. Никој нема да го купи. Немаме веќе национално добро некое што би го продале, па со тоа да покриеме долгови. Спрема тоа, граѓаните ќе треба да го поднесат товарот на ова, како да кажам, едно бахато однесување на актуелните политички структури кои што трошеа и лебом и погачом, што би рекле србите, без да се води сметка за рационално, да се враќаат кредити и така натака и така натака.
Сметате ли дека ќе се успее овој пат да се спроведат уставните промени со, да речеме, влада предводена од ВМРО-ДПМН? Па, мислам дека нема да се дрзне Христијан Мицковски веднаш да го смени уставот, нема да се дрзне, но по некоја година владење очигледно ќе види дека единствен излез ние да го смениме уставот. Ја не знам зашто до сега не направија еден компромис со СДС и со ДУИ, барем уставот да го смене, па на избори, мислам резултатите повторно исти ќе беа и на изборите. Али да ги отпочнавме преговорите, сакал Некел, мислам дека за некоја година он мора да го смени уставот, бугарите мора да влезат, таа е рамка, тој е подпишан договор, така што Европа многу ние сакаме да влеземе тама, да се разбереме, ние молиме да влеземе, а не Европа нас. Така што ни се врзани рацете и едноставно мораме по тој диктат да идеме. Некој ќе рече сега сменивме име, еве сега бугарите ги ставиме. Тоа се нашите компромиси што треба да ги направиме. Ја што би рекол позитивни компромиси, се со цел само да станеме рамноправна членка и да можеме да дојдеме до тие европски фондови, затоа што јас таму ја гледам идината на Македонија. Во друг правец ми не сме ни богата држава, ни минерали имаме, ни ништо. Не знам како ќе обстанеме. Владини министри, директори на јавни предпријатија се дел од детектираните ешалони на масовната корупција. Како да се состави ефикасен и рационален владин кабинет? Зошто имаме потреба од толку вице-премиери, заменици министри? Па ми имаме африканска влада. Ние имаме 16 ресора, 16 министерства, имаме многу министри кои што се без ресор, имаме подпредседатели на влада кои што секаде во светот еден е подпредседател на влада. Обично се знае кој ресор внатрешни финансии, надворешни работи. Имаме влада нашата 26-27 луѓе број. И тоа према Светцо и Тропар мора да имаат секретарка, кабинет, па возач и така натака. Тоа само се задоволуваат коалиционите апетити на одредени структури и тоа е нивото на нашата политичка култура. Кога една шведска влада со години наназад има 15 званични возила, ние 48 купуваме во еден мах, на лизинг ги купивме пред некој месец. Може ли оваа пракса или политика да се промени? Нема шанси. Овие ке нас влегува, токму тоа влегува у политика со цел да го товари магарето и да излезе богаташ. Не гледате сите од политика кои излегува. Ретко кој отиде у затвор, никој не одговараше и едноставно влегува во политика само со цел заради одредени бенефити. Па гледате најголем вработувач кај нас, работодавач во Македонија е јавниот сектор. Сега ќе добиеме многу негативна. Например, оваа влада ветила дека до крај на минатата година требаше 4 закона да се донесат, да се смена закон за вработење во јавен сектор, за административни службеници, за обука на службеници, за дигитализација и така натака. По 4 месеца се чекаше да поминат на комисија со европско знаменце. И потоа, пред изборите, не ги ставиат на дневен ред. Од Европска унија бев ангажиран преку Сигма, не преку нашеве, сигурно не. И од Сигма ме прашуваат, извештајот го пишуваат за оваа година. Тој ќе биде изручен во септембар, октомбар во оваа година. Али сега се пишува најнегативен извештај за во поглед на реформата во јавната администрација ќе добиеме. Мицковски ќе добие еден врел, костен, само во поглед на јавна администрација, да не кажам па за правосудството, кои забелешки, еве, нели, од Европска унија дојдоа, дадоа 30 препораки, само 3-4 се имплементирани, рестото све си стои во место. Како ќе излезе тие реформи? Повторувам, реформите се прават за граѓаните на Македонија, не за Европа. Ќе бидам малку циничен, дали заврши фудбалскиот тренинг во кабинетот на вице-премиерот Артан Грубик, кој на некој начин преку оние манифестации на моќ, преку објавување на фотографии, всушност покажа или докажува кој всушност го имаше досега главниот збор во владиниот кабинет.
Па видите, тоа е стил, тоа е такво бахато однесување, тоа само некој им дозволил, тоа така да се однесуваат. Јас, да ви кажам право, во Македонија више ништо не може да ме зачуди. Едно се најавува кој ќе биде со кого позиција. Треба албански политички фактор да влезе во владата, дали ќе влезе Дуи пак, дали ќе влезат овие што се опозицијата, не знам, но може такви турбуленции, таква влада да излезе, кој што може да биде бетери од това што е во моментот. Надуена администрација поради етнички клуч, задоволување на партиски апетити. Каква администрација ни е потребна? Па ние почнавме реформите да ги носиме стратегиите од 99-та година. Првата стратегија се доноси, на секој 4 години носиме стратегија и секој 4 кажуваме мала, ефикасна, непартизирана, деполитизирана и така натака со сите тие епитети. А секој пат после усвојување на таа стратегија се зголемува администрацијата. Се зголемува, пак партиски кадри се стават. Еве сега, например, 30.000 има кои што се договор за дело. Таа бројка никој не ја знае. Не е бројката на администрацијата 135.000, тоа е околу 160-170.000, бидејќи јавните предпријатија у таа бројка не влегуваат. И се не гледате ова што се прави на токсикологија. 18 административци пошто пото да добијат решение, бидејќи ако се смени власта, тие се договор за дело. Секој сака да си ги ухлеби, да ги удоми своите партиски војници. Веќе 800 милиона годишно се дава само за плати. Клинички центар со 32 медицински директори плюс толку административно-економски директори. Веќе не се ни бројат ни регулаторните тела, советници на премиери, управни одбори, директори со астрономски плати за македонски прилики. Каде го гледате решението? Па нема решение. Решението е да се врати еден клинички центар, да биде еден директор со кој што, као што до 2005 до 2006 така се менаџираше клинички центар, со еден директор и супер се остваруваше и секаде имаше као шефови ставени од 32 директора медицински, 32 организациони, тоа е само за партиско пазарење. Позната реакција, мајка го изгуби, каде го изгубила детето, ќе го најде во јавна администрација. Тоа е. Зошто јавната администрација е всушност место за домување на партиски кадри? Па едноставно. И зошто е предизвик за младите да завршат и да работат во јавната администрација? Мала плата, постојана плата. Тоа е, зашто имаме ние, за волја на вистината, оние 1500 се уште не се вработени. Работат по Швајцарија и натака навак по Австрија, а тука си примаат плат. Во јавната администрација, значи партиските лепачи на плакати, они се од најтипични примери се локалните комунални предпријатија, единици на локална самоуправа, јавни предпријатија на централно ниво, на ниво на држава, формирани од влада, јавните установи, особено во здравството, каде што тамо, што би се рекло и шуто и рогато е ставено само да прима плат. Пазете, вие имате, например, во здравството имате 22.000 отприлика вработени, од тоа 10.000 се бели мантили, значи вршители на дејноста, а 12.000 се административци. Во образованието исто така, од 40 и нешто илјади вработени, 20.000 се учители, професори, средношколски, универзитетски професори и така натака, а другото повеќе од пола се администрација. Тоа нема потреба. Јас знам на времето, ја и у гимназија и во средна школа, секој пат имало по еден административец. Сега има повеќе административци од учителки или професори кои што се носители на дејност. И така се зголемува балонот и структурата на администрацијата и автоматски тоа го оптеретува и буџетот. И затоа тие дејности до ова дереџа дојде образование, здравство, бидејќи
превработеност, а парите, буџетот толку пари предвидува. И сега за вршење на основна дејност не може да се алиментираат завои, да се купи шприцеви и онат, мора плата да се даде на овие кои што се веќе таму вработени, а нема потреба од нив. Ослободени од обвиненија пратеници кои гласаат за уставните промени, ослободени од затвор мокници од времето на Груевски, застарени дела за криминал на белите јакни и во времето на власта што заминува. Власта која веројатно е во заминување беше онаа која најави сериозна битка против корупцијата, но се чини дека никој не понесе сериозна одговорност. Па видите, обично во Македонија највисоките политички врхушки тие остануваат нечепнати. Еве, иако се смени власта, ќе се види. Секој пат било така. Највисоките лидерите на политичките партии, тие остануваат по страна, кривично не одговарат. Пониските ешелони, министри, директори и така натака. Да се дојде на власт со една идеја, нема правда, нема мир, борба против корупција, да не се преземе ништо. Дури, еве, странци, кога се смени и кривичниот закон, со поддршка на опозицијата. Иначе не можеше да се смени кривичниот закон. Казните за злоупотреба на службена должност да се преполоват, да се укине дело тоа кривично дело. Мислам дека во една ваква држава, кај што е нотирано и од странци и од сите дека имаме висок ризик на корупција, дека владата е корумпирана и ние капак на тоа уште го менуваме кривичниот закон, ги смаливме казните. Па каква е нашата перцепција спрема странците, еве спрема американците, спрема овие други кои што не гледаат, они нон-стоп пратат, пишуваат извештаи и колку сме ние способни. Еве, имаме, например, заменик премиер кој што е задолжен за корупција, посебен министр. Имаме ДКСК, имаме јавно обвинителство, имаме полиција, имаме финансова полиција. Што уште немаме, а делата, предметите, иако се покрине, останува. Јас стално кажувам, полесно е кај нас сега, ако краде некој, нека украде 1-2 милиона евра, нема да одговара, отколку да украде 10 кебапчиња, затоа сигурно затвор ќе да биде. Професор, ви благодарам за разговорот и гостувањето во тренинг. Благодарам за поканата. Следете интервју со универзитетскиот професор Борче Давидковски. После името и договорот со Бугарија, веројатно судството и битката против корупцијата е најдобриот стимулатор за политичка пресметка. Во досегашната кампања нема видлив концепт како да се реформира целокупниот правосуден систем. Истовремено со македонските се одржаа и хрватските избори. Груевски избега од државата и Санадер најпрвин се засолни во Австрија. Но во Загреб беше изведен пред лицето на правдата. Доби затворска казна. Екс-премиерот и лидер на владеачката ХДС. Во тек на изборната кампања, председателот го обвини хрватскиот премиер и неговата влада за корумпирана банда. Паралели, искуства и дилеми. Во наредните минути ќе следите разговор со Андреј Божиновски, професор, асистент, доктор по кривично право на Загребскиот универзитет. Добар ден за Андреј Божиновски, асистент докторант на Правниот факултет во Загреб. Професор Божиновски, денове можев да прочитам дека Хрватска е на дното од ЕУ само пред Бугарија. Каков е рейтингот на хрватското судство, имајќи во предвид дека речиси во идентичен период со Македонија почна процесот на интеграција кон Европската унија и кон НАТО? Прво, благодарам до вас на поканата. Секој пат ми е чест да бидам гостин во вашата емисија, имајќи предвид историјата како одевме и до ден денес. И мислам дека навистина имате одлични теми, обштествени теми кои баш жижата ја фаќаат и треба да се дискутира, треба дискурс. Во однос на вашето прашање, во однос на правосудството, хрватското правосудство секако ужива поголема доверба од македонското правосудство согласно извештаите на Ипсос и на Евроджаст, кои се практично
објавени. И секако не е совршено таму и се соочуваат со проблеми, општо при еволуција на работата на судите. Меѓутоа, во некои аспекти и во некои правни решења се скоро идентични со македонското судство. Што се однесува во однос на истите болести кои двете правосудства ги имат, тоа е исто. Например, односно ефикасноста на казнените прогони, ефикасноста на решавањето на предмети, дигитализацијата, се уште проблеми кои остануваат да практично да се адресират, како така да кажем. Меѓутоа, според последните извештаи на Европската унија, Rule of Law репортите за Хрватска, кои беа хрватското правосудство е со добра оценка. Меѓутоа има негативни оценки во однос на дигитализацијата на постапките, тоа што се бараше од последните извештаи на ЦЕПЕШ, има недостатоци со платите, финансиската независност на судите. Нели знаете дека имаше 2 штрајка на судите во Хрватска кои практично штрајкуваа за подобрување на условите во кои работат и секако подобрување на квалитетот, на подобрување на условите и платата, не. Колку во Хрватска траат долго судските процеси? Денуве за своја правда по една декада се избори еден од најголемите балкански тајкуни Ивица Тодорич, основач на Агрокор. Дали е тоа победа на правдата или на судски клиентелизам? Искрено да ви кажам, не сум толку запознат со тој случај. Тој случај се децени се водеше постапка против тоа. Знам дека тој случај ги донесе во прашање државните ингеренции во однос на собственоста на Агрокор, кога дојде со Тодорич, работата се донесе посебен закон кој гарантира државно учество во самата фирма Агрокор, Лекс Агрокор, баш се вика во Хрватска. Меѓутоа, беше процес кој имаше, се водеше доста долго, тој не е репер за другите постапки во Република Хрватска да се види, тој сепак беше малку посложен предмет кој се водеше со различни вештачења, па контравештачења, па посебен закон, предметот резултира со донесување на посебен закон. Тоа е само по себе тешко. Меѓутоа, во просек, според извештаите на Европската унија Rule of Law Report, како што напоменав, значи тие ефикасноста на постапките треба да биде зголемена. Во Хрватска, така што во просек постапка се води 2 години. Тоа во однос на казнена постапка со сите нишани, буквално по ЗКП, обично година и пол е за граѓански дел прекршоци, се година дена. Едни го критикуваат, други го посакуваат и дури во изборните програми на партиите се промовира идејата за ветинг во македонското правосудство. Дали прочиствувањето на судските корумпирани ешалони може да даде резултати преку овој процес на ветинг, за кој вие имате одреден сомнеш дека тоа е вистинското решение за целосна департизација и ефикасност на правосудниот систем? Имаше една интересна работилница, една експертка која кажа дека граѓаните нема никогаш да прифатат нешто што не го разбираат. Тоа е исто и ветингот. Значи, користиме зборови ветинг. Што значи ветинг? Што значи ветинг? Тоа е амерички збор, тоа е англиски збор, кој значи проверка, евалуација. Тоест на македонски би се превело вонрена евалуација. На хрватски го преведа као баш вонрено, али мора да биде вонрено за да го назначи карактерот на мерката. Јас искрено ветинг, тоа што се промовира во јавности и од страна на политичките партии, не е доволно разјаснета информација. Никој не кажуваш кој ќе се опфати, дали е тоа исто како лустрација, дали колку видови ветинг има, колку трае постапката, кои држави се соочуваат моментално. Заедно со Институтот на сили, претходната година, јас водев работна група од 33 суди од источна и југоисточна Европа да изготвиме посебен прирачник за ветинг. Тоа е жива материја и успеавме некако да ја омегиме со прирачник кој доколку се следи претпоставува дека постапката ќе биде изведена процедурално коректно. Професор Божиновски, ако решението не е ветинг за македонскиот правосуден систем, каков концепт е неопходен
за во најмала рака да се врати довербата во македонскиот правосуден систем. За кого? За правосуден систем за кој подолг период добиваме негативни оценки. Кога ќе дојде до ова, јас сматрам дека од сите видови на ветинг, предветинг би бил најсоодветен. Зошто? Предветинг, како што напоменав, е чистење само на корумпирани актери на судскиот совет и советот на јавни обвинители. И идејата на предветинг е кога тие ќе ги елиминираме коруптивните актери од тие тела, тие сами ќе си ги бркат уставните надлежности по уставот кој им припаѓа и сами ќе го прочистат цело правосудство преку евалуација, преку друго. Тоа е добро бидејќи не бара уставни измени, значи може само ветинг на кандидатите за тие членови да се прави, длабока проверка. Веќе имаме етаблирани стандарди во Молдавија од предветинг комисијата, која имаше исклучителни резултати. Како да се ослободи судството? Дали делителите на правдата можат да одолеат на притисоците? По мене можат. Видете, во Македонија имаше толку проекти, многу проекти, дали од финансирани од страна на USAID, Американската амбасада. Се сеќавам, знам проекти финансирани од страна на Холандската амбасада за зајакнување на капацитети на судскиот совет и проект моментален капитален проект од Европската унија кој се спроведува во Македонија за зајакнување исто така на капацитет судскиот совет, баш тоа. Да зголемување на независноста на тие тела, зголемување на независноста на судите. Во Македонија прво треба да се направи, ако веќе одиме на тие чинители, не можеме да одиме со претпоставка и неповерење према една власт. Што е со другите гранки на власта? Извршната власт, законодавната власт, таму не треба ветинг. Кој ги прави тие притисоци? Логично прашање. А од друга страна, кога ќе дојде кај правосудството, јас мислам дека со зголемување на ингеренциите и проактивноста над антикорупцијска комисија и бркање на вистинската работа од страна на судски совет и совет на јавни обвинители, тие малку негативни чинители што се во правосудството и кај јавните обвинители и кај судите, мислам дека така би се исчистиле. А инаку ние можеме да проблем кај нас е тоа што и во регионот се печали на грбот на правосудството многу политички поени. На некои им одговарат тоа, меѓутоа имајќи предвид дека многу проекти се спроведени, судите не се наивни, мислам тие проекти ги зајакни и вештините и капацитетите и сите работи и многу пари се потрошени за нивна обука на суди, на обвинители, така што не сум сигурен баш и кој ги има тие податоци, од каде ги се црпат тие бројки, да речам, и тие статистики. Дали сега ни требаше тој процес на измени на кривичниот законник со намалување на затворските казни, кога претходно се најавуваше дека секој ќе одговара за сторено кривично дело? Видете, ако веќе зборуваме за намалување на рокот на застареност и на затворските казни, јас би рекол дека овде повеќе се работи за политички прагматизам отколку што се работи за правда или што и да е. Меѓутоа има една интересен пример за овие сите работи, тоа што со фемицид беше исто така, на пример рокот за застареност на фемицид беше укинат. Тоа е добра ствар на тоа родово базирано насилство кое се прави. Меѓутоа во однос на другите кривични дела, јас би рекол дека повеќе се работи за политички прагматизам отколку за ефикасно гонење на кривичниот прогон. А за кога се работи за политички прагматизам не би можел да коментирам бидејќи ги немам сите факти. Забележувам кај вас дека инсистирате или ја форсирате тезата за поголема вклученост и улога на судскиот совет и на советот на јавните обвинители. Но како во ситуација кога имавме сериозни забелешки во делот на работата на судскиот совет? Една од причините беше и испраќањето на Европска мисија за оценка на работата на судскиот совет. Изборот на суди и обвинители преку Академијата на суди.
Да, видете, нормално дека ја акцентирам улогата на овие саморегулаторни тела членски. Нивната улога, уставна улога е тие да бидат гарантори, заштитници на независноста на судите. Тие да бидат оние кои ќе ги исклучат негативните, тоест коруптивните актери од правосудството. А не да бидат толку независни што ништо нема да зависи од нив. Ме разбирате? Нивна улога која ќе се која ќе има дисциплинска постапка, оценка, евалуација на работата, тоа тие го прават. Тие ги исклучуваат тие суди или тие ги детектираат тие грешки. Како ќе го направат тоа? Дали ќе имат проактивна или реактивна улога, тоа зависи од самиот состав на судскиот совет. И по мене, да, има проект, имаше и негативни реакции, и цело фијаско што се случи со членовите на судскиот совет, со овие председателки, меѓутоа, пак ќе кажам, се зависи какви членови имате таму. Со ветинг, со предветинг на нивните членови, тој проблем би се решил. Со предветинг. Како што се направи по стилот на Молдавија. И тој не е долг процес, не бара уставни измени и се под ветинг, под скрининг одат само кандидатите за тие функции. Не моменталните членови. Сега ќе им истече мандатот, новите кандидати се формира посебна комисија за предветинг и таа комисија буквално оди 10 години чачка долу од финансиски извештај, финансиски интегритет, безбедносен интегритет, стручност на членовите, ги чешла сите, само за да се доведи до практично до тезата да луѓе кои ги заслужуваат тие функции да одат горе. Јас по мене мислам само така би се решил со предветинг. Дали преку проверка на имотната состојба кај судиите може да се долови колку од нив и на каков начин биле подмитливи, свесно веројатно ги држале предметите за тие да застарат. Да видите, членски во Америка постои мерит системот, значи honor систем, извинете. Honor систем, тоест честниот систем. Значи се во вид на честност. Меѓутоа доколку са државата го фати некој функционер, нарочито од правосудните органи со нелегитимни, незаконски постапки, го казнува строго. Во Америка имавме случај кај што обвинители и суди кои не пријавиле имот, кои не пријавиле додатен приход, например Джорди против Флорида, тој е познат случај, каде што тие беа казнети со 25-30 години затвор само ради тоа што како функционери, представници на третата власт не платиле имот и не го испоштувале тој honor систем. Така што да се вратам на прашањето во Европа, тоест на континенталниот правен систем, се зависи од честноста. Ние одиме со honor систем. Меѓутоа проблемот ние го правиме што пријавуваме имот и проверка на имот само кога ќе се стане судија. Тоа треба да се или јавен обвинител, кога ќе се влезе веќе во браншата. Тоа треба да се прави постепено, тоа треба да се прави периодично и ме разбирате. Значи треба проактивна улога на антикорупцијска комисија, да не биде реактивна по мене. И второ, секако овде се сите тие детални процедури општо како се прави. Зато постојат етички тела, тела за судска етика, тела на обвинителска етика, кај што тие информации можат да се добијат. Меѓутоа најбитен е честниот систем, honor систем, буквално што го кажат американците. Како да се стави крај на оваа политика на неказнивост и каква клучна реформа треба да иде прва на идната влада кој да ја формира? Видете, проблем со неказнивоста е голем. Не е то одлика само на Северна Македонија или кај нас, секаде имаме неказнивост, во Хрватска имате неказнивост. Ме разбирате, и во други земји на Европската унија, проблем е. Нарочито кога ќе дојди во случај со висока корупција или каде што лица од политиката се инволвирани. Меѓутоа, како да се стави крај на тоа, јас би рекол дека кај нас практично во Северна Македонија тоа може да се направи само со моментално прво детална состојба на работите, како што се анализа на состојбата во судството, степенот на корупција, степенот на решеност на предмети, ефикасност на предмети, евалуација на работата на судите и јавните обвинители. Прво со една сеопфатна анализа да видиме кај сме.
Тоа е прва ствар. Втора ствар е доколку сака да се реши проблемот во правосудството, да се направи еден предветинг на саморегулаторните тела кои одговарат за работата на судите и јавните обвинители, без при тоа да се прави ветинг на целото правосудство. На кандидатите за овие две тела за кои зборувам, со нимен предветинг, би овозможили тие тела да бидат независни, да се бркат својата уставна функција и да ги исчистат коруптивните актери од правосудството. Само така може да се оди напред. Благодарам за гостувањето во емисијата. Секој пат ми е чест кај вас. Андреј Божиновски, асистент докторант на Загребскиот правен факултет. Сивата економија е промет без даночни обврски, царински давачки и легални плаќи. Нема прецизна анализа колку таа учествува во создавањето на бруто општествениот доход, колку работници се вклучени во неформалниот стопански сектор. Зошто неформалниот сектор е вклучен голем човечки капитал? На дел од овие прашања во Трилинг ќе разговарам со професор Димитар Николовски од Укло. Тој е на 26-то место на професори со висок рейтинг во Битолскиот кампус. Добре дојдете, професор Николовски. Прочитав една ваша дефиниција за неформалната економија. Велите неевидентиран работен ангажман со работници без договори за вработување, без работничка заштита и бенефиции и социјална заштита. Зошто неформалната економија станува и подолг период е всушност дел од македонскиот социјален и економски амбиент? Најнапред благодарам за поканата и поздрав до гледачите на емисијата Трилинг. Ми представува задоволство да продискутираме на овие мощне горливи проблеми за македонската економија и за македонското општество во целина. Неформалната економија представува продолжение на она што представуваше еден долготраен процес на транзиција, сега веќе посттранзицијски период на македонското општество, каде што имавме големи економски, политички, социјални, би рекол, турбуленции во самото општество, кои што исто така се одразија и во пазарот на труд. Тука пред се зборувам за високата невработеност која што долго време постоеше во Македонија и како резултат на тоа сивата економија или неформалното вработување паралелно со други елементи како што се социјалната заштита, понатака емиграцијата привремена или трајна и така натаму се јавија како облици на алтернативно прилагодување на пазарот на труд, каде што голем број домаќинства не можеки да најдат пристојно вработување во формалниот сектор и обезбедуваа својата екзистенција. Сега, самиот неформален сектор представува мощен хетероген по својата структура, односно вклучува еден цел спектрум на лица кои што се инволвирани, вклучувајќи од луѓе кои што и домаќинства кои што ја обезбедуваат својата основна екзистенција, па се до некои, би рекол, нови технолошки форми, како што е фриленсингот, понатака онлайн работењето и така натаму, кои што исто така представуваат во известна мера некакви облици на неформално работење. Професор Николовски, зошто се толерира се уште и натаму се работи на диво? Висок е се уште процентот на оние кои работат, односно, да бидам попрецизен, и натаму е висока стапката на сивата економија. Така, па секако дека тука е влијанието на комбинација од повеќе фактори кои што влијаат врз тоа сивата економија во македонската економија да представува се уште мощне висок процент. Тука пред се треба да го спомнеме даночниот морал, кој што е на релативно ниско ниво, понатака животниот стандард, кој што кај голем дел на домаќинствата е на релативно ниско ниво и секако кон ова треба да надоврзиме и неможноста да се најде пристојно вработување во формалниот сектор, заради што ја имаме ова, да речам, долготрајна перзистентност на неформалната економија, што секако дека со одредена комбинација на мерки, односно политики, би требало да се редуцира, односно да се влијае на нејзино натамошно намалување. Сивата економија во голема мера е поврзана и со степенот на економски развој
во една економија, бидејќи не постои економија во светот која што е имуна на сивата економија. Меѓутоа е утврдено дека како земјите напредуваат во својот економски развој, тие успеваат во голема мера и да ја сузбијат, односно да ја редуцираат сивата економија, секако создавајќи многу повеќе можности за граѓаните да функционираат и да работат во формалниот сектор. Се повеќе се работи од дома или многу често дел од вработените во компаниите им се овозможува преку онлайн работа. Дали овој модел на работа всушност создава нов недостиг на работна сила во дел од фирмите, бидејќи објективно имаме и уште еден друг феномен, а тоа е недостиг на работна сила. Да, значи дигиталната трансформација која што паралелно со зелената трансформација се случува во глобални рамки, во голема мера доаѓа и кај нас, и тоа особено беше поттикнато и од периодот на пандемиската криза, кога имавме затворење и голем дел од работните места преминаја на онлайн работење, така што веќе не представува, да речам, чудно работењето од дома, работењето онлайн и работењето на глобален пазар преку можностите кои што ги нуди интернетот. Тие нови форми, како што се фриленсикот, понатака ги имаме различните други форми на онлайн работење, представуваат нови форми кои што се уште и во светски рамки не се целосно регулирани и заради тоа се едно неистражено подрачје во однос на работните односи помеѓу работодавците и самите работници, кој што се одвива нели во таа онлайн комуникација и заради тоа представува еден феномен кој што допрва треба да се регулира. Тука пред се зборуваме за облиците на работни односи кои што се ствараат, бидејќи веќе не станува збор за класично вработување, како што знаеме во традиционалниот сектор, туку зборуваме за една нова форма на економија, така наречена гиг економија, каде што веќе најголемиот дел од работните ангажмани се одвиваат врз основа на така наречени договорни услуги. И самиот збор гиг е сленг кој што означува нели тезга, работа која што се реализира на одредено време, значи со ограничено време траење и на тој начин фактички имаме нови облици на вработување кои што од една страна нудат голема флексибилност за работниците кои што се ангажирани во самата гиг економија, но од друга страна представуваат и закана за се она што значило придобивка во однос на позицијата на работниците во тој однос према капиталот, во тој однос во колективното преговарање и така натаму, кој што овие работници во гиг економијата, односно во гиг секторот не ги уживаат. Тука зборуваме за сите оние права кои што кај нас се регулирани со законот за работни односи, како што се платено породилно отсуство, платен годишен одмор, слободно време или пауза во текот на работата и така натаму. Сето тоа представува платено боледување и така натаму. Значи сите тие придобивки кои што, да речам, трудот со години наназад, децении наназад се изборил да ги постигне, сега на некој начин преку флексибилноста на гиг економијата тие се ставаат во втор план. И заради тоа некои го критикуваат самиот напредок и развој на гиг економијата, бидејќи представува назадување во однос на работничките права кои што работниците во традиционалниот сектор, во традиционалната економија денес ги уживаат. Следите тренинг со говорник е универзитетскиот професор Димитар Николовски. Професор Николовски, Светска банка предупредува дека платите не се во согласност со продуктивноста на економијата. Дали повисоките плати ќе го зголемат дефицитот на државниот долг?
Платите секако дека пред се во административниот сектор влијаат врз државниот долг, меѓутоа треба да зборуваме за поврзаноста на платите со продуктивноста на трудот и насоката во која што се одвива таа меѓусебна зависност. Секако дека платите треба да ја следат продуктивноста на работниците, бидејќи тоа е и основата нели на самата пазарна економија, каде што трудовите услуги кои што ги даваат работниците треба да соодветствуваат на продуктивноста за која што тие се платени. Меѓутоа, истражувањата укажуваат на тоа дека и порастот на платите од друга страна влијае врз самата продуктивност, односно може да ги мотивира работниците во поголема мера да вложуваат труд, понатака да им овозможат на работодавците да направат многу по-добра селекција на пазарот на труд и на тој начин преку повисоките плати да можат да остварат повисока и продуктивност во своето работење. А денеска продуктивноста на трудот представува еден од централните теми во целиот свет, бидејќи во голема мера ја определува и конкурентноста на компаниите и пред се на целата економија, бидејќи денешните компании веќе настапуваат на глобален пазар, а тоа значи дека колку се повеќе продуктивни, дотолку повеќе ќе можат да остварат и пазарен удел во својата бранша. Професор Николовски, државата бележи зголемен буџетски дефицит, а минатата година имала најнисок економски раст од останатите земји во регионот, а проценките се дека и годинава ќе има зголемување на инфлацијата. Колку инфлацијата ги јаде платите и колку цените во реалниот сектор содействуваат со инфлацијата? Така. Генерално продуктивноста на трудот за која што пред малку зборувавме во голема мера представува и начин да се амортизираат порастот на платите, а со тоа и одраз да нема свои негативни реперкусии врз цените на производите и услугите со кои што се поврзани самите плати. Меѓутоа, зошто е важна продуктивноста на трудот? Преку зголемување на продуктивноста на трудот, цената на единица труд останува непроменета и покрај тоа што платите и понатаму растат, секако доколку растат со ист сразмер како што расте самата продуктивност на трудот. Па од тука и не представува опасност тој пораст на платите при поголема продуктивност да се вградат или да се вкалкулираат во цените на крајните производи и услуги. Заради тоа и не постои опасност за одвртување на така наречената спирала плати-цени, која што, значи, повисоки плати да повлекуваат и повисоки цени на крајните производи и услуги, која што представува реална опасност за појава на инфлација кога имаме отсуство на пораст на продуктивноста. Значи, од тука продуктивноста на трудот е можна важна променлива величина која што влијае врз амортизирање на порастот на платите, да не истиот не се прелее во сегментот на порастот на цените на крајните производи и услуги. Професоре, младите се повеќе одлучуваат да се иселат од државата. Се соочуваме подолг период со сериозен проблем. Тоа е неможноста да се обезбеди квалификуван работен кадар, а при тоа и амбиентот во кој живееме веројатно на младите не им овозможува или ги демотивира да останат во државата. Што е она што е потребно како приоритет да се направи за младата популација да не се иселува од државата, ако платите не се пресуден елемент? Емиграцијата, поготово емиграцијата на младите, представува горлив проблем за целиот регион на Западен Балкан, кој што заради
долготрајниот процес на транзиција, а сега имаме веќе и продолжен посттранзицијски период, создадоа услови младите да не гледаат голема перспектива во нашиот регион, конкретно и во Македонија. Меѓутоа, би рекол, платите да, секако разликите во плати помеѓу колку изнесуваат кај нас и оние каде што постојат во земјите кои што се традиционални дестинации на нашата емиграција, секако дека влијаат врз како еден вид на привлекувачки фактор. Меѓутоа, постојат и цел еден сплет на околности или фактори кои што исто така влијаат во голема мера врз самиот интензитет на емиграцијата. Станува збор за целокупниот амбиент на живење и целокупната бизнис клима во државата, кој што треба да се поправи, односно да се подобри во повеќе насоки. Тука пред се зборувам за нефункционалните институции на државата, слабата ефикасност, владењето на правото исто така треба да се подобри, корупцијата представува исто така горлив проблем. Значи, сето тоа се проблеми во општеството кои што веќе би рекол представуваат примарен фактор кој што влие врз мотивацијата на младите да не гледаат перспектива во нашиот регион и секако дека порака и препорака до сите идни влади е паралелно со подобрувањето на вработувањата, можностите за вработување нели во формалниот сектор, обезбедување на пристојни облици на вработување, секако дека паралелно многу треба да се работи во овие сегменти кои што значат создавање на еден целокупен амбиент каде што младите би ја гледале својата перспектива. Професор Николовски, ви благодарам за издвоеното време. Ви благодарам и вас и се надевам дека ќе имаме и следна прилика да се видиме. Кога кажувате оган, мислите на свеќите. Предпоставам дека тоа е првата асоциација која што ја имате, свеќите кои што се палат во црквата, кои што представуваат бескрвна жртва, која што ни го осветлува патот на аскетскиот живот во нашиот подвиг. Од друга страна, јајцето представува символ на новиот живот, на животот кој што се раѓа и на животот кој што воскреснува. Токму заради тоа поврзаноста меѓу јајцето и празникот на воскресението Христо. Многу интересно го забележавте тоа. Воскресението што ние го празнуваме е воскресението на Богочовекот Христос, кој што станува човек и станувајќи човек ги повикува луѓето да станат богови по благодат. Неговата смрт и неговото воскресение потоа се изобразуваат во текот на целиот христијански живот, почнувајќи од светата тајна на крштението. Секое крштение учество во смртта и воскресението Христови. Многу често луѓето тоа не го знаат. Но, кога човек се потопува во водата при крштението, сушност изобразува смрт и погребувањето Христово. Излегувајќи од водата, го изобразува Христовото воскресение. Мудроста е тесно поврзана со подвижничкиот начин на живот, гледано од христијанската, теолошка и философска гледна точка. Многу често се сопоставуваат едно покрај друго философијата и мудроста. Ако ги разложиме тие два збора, философија од една страна значи љубов кон мудроста, а пак мудроста е оној старогрчки збор Софија, кој што го имаме во зборот философија. Философијата е нешто што не води кон мудрост, а мудроста е начин на живот. Мудроста е не просто начин на философствување и разумно осознавање и осмислување на нештата, туку умствено, тоа е веќе едно друго ниво.
на спознание на вистината, на стварноста и на живењето. Тоа е она што ни го нуди христијанскиот подвиг, она што ни го нуди христијанскиот литургиски живот и она што ни го нуди во една општа човечка смисла искуството. Ние можеме спокојот да го разбереме во различни контексти, со различни значења. Многу често популарните начини на психологизирање денес ни зборуваат за спокојот како нешто што треба да го имаме, внатрешниот мир и така натаму. Многу често тоа е некаков инстант спокој што ние ќе го стекнеме преку некаква техника, дали на дишење, дали на едно, дали на друго. Во христијанството спокојот е поврзан со една многу подлабока смисла и со еден многу важен збор, а тоа е мирот. Да имате мир, значи не едноставно да се чувствувате смирено и спокојно. Тоа значи да бидете во мир со останатите. Ако се сетиме на двете големи заповеди за љубовта, кои што ни ги дава Христос, тоа е заповедта за љубовта кон Бога и за љубовта кон ближните. Аналогно на тие две заповеди, ние треба да бидеме во мир со Бога и да бидеме во мир со нашите ближни, за да го имаме внатрешниот мир. Вие не можете да имате внатрешен мир ако не бидете во мир со Бога и ако не бидете во мир со другите луѓе околу вас, кои што Бог ви ги дарувал во вашите животи. Зборот милост, кој што вие го спомнавте како прв, е превод на два класични збора, на латинското грација или гратија и на старогрчкиот збор харис, кој што истовремено означува благодат. Кога ние зборуваме за милоста, ние имплицитно посочуваме кон благодата. Благодата не е човечка, само човечка особина или особина која што човек ја има по себе си. Тоа е нешто што ни доаѓа од Бога. Благодата ни доаѓа од Бога, за ние да можеме да бидеме согласни на благодата и нашите дела да бидат согласни на таа благодат и на сите оние дарови кои што Бог ни ги дава. Тогаш ние ќе бидеме милостиви и ќе бидеме милосрдни. Тоа значи дека милоста ќе се преточи во дела. Кога ние зборуваме за милосрдие, веќе зборуваме за милост или за благодат, која што поминува низ нашите животи и се преточува во конкретни дела. Црквата има двојна улога во историјата во која што ние живееме. Првото нешто што треба го разбереме дека црквата не е просто градба или некоја човечка институција. Примарното, основното значење на зборот црква, тоа е заедницата на верните, возглавена од Христа. Заради тоа во Новиот Завет уште се користи за црквата еден израз, а тоа е телото Христово. Тоа тело Христово, тој богочовечки организам, како што многу учители и оци на црквата ќе ја именуваат, постои во времето и постои во просторот во кој што ние живееме. И улогата на црквата, така разбрана во просторот и во времето, е двојна. Двојна е во смисла дека таа постои во овој свет, но таа истовремено не е од овој свет, не потекнува. Својот идентитет не го црпи од светот во кој што живее. Што значи тоа? Тоа значи дека таа треба да е во постојан диалог со светот, со времето во кое што живее. Истовремено, таа никогаш нема да се идентификува целосно со времето, со тенденциите, со тековите, со модите на различните времења. Дали ова сега, дали тоа пред 100 или тоа пред 1000 или 2000 години. Таа секогаш ќе биде тука за да го преобрази времето. И што е најважно, да му даде смисла на времето и на оние нешта што ги правиме во времето и во историјата. Тоа е главниот призив и тоа е главната улога на црквата. Заради тоа што црквата не е тука едноставно за да биде некаков символ, да има некакво чисто символичко присуство. Туку е тука да преобрази се што Бог ни дал како создание, а времето е едно од созданијата Божи. Веројатно сите заедно. Се уште се немаме договорено, но најверојатно ќе бидеме сите заедно.
Тоа беше се за ова издание на емисијата Трилинг. Ви благодарам на вниманието и гледајте не идниот петок во исто време. 20 часот и 45 минути, а во меѓувреме читајте не на triling.mk. Довидување.